Конкурсот траеше 30 дена, имавме 7 пријавени брачни парови, од кои оваа година за брачен пар се избра Мартина Коколанска-Моминско и Игорчо Петровски, се изберени за 15-ти пар на пијаничко-малешевската свадба јубилејна оваа година. Кажете ми нешто повеќе за самите вас, како се запознавте, како дојдовте на идеја да се пријавите и што очекувате од овој настан? Еве ќе почнеме од невестата. Повелете. Па ни кажа за свадбата и решивме да се пријавиме, да видиме какви се обичаите, како е. Колку време сте заедно со Игорчо? Па некаде 7-8 години. Добро, за младоженеца што ќе биде предизвик во рамки на свадбата, да ни кажеш? Па ќе биде предизвик да видиме како е да се биде младоженец на пијаничко-малешевска свадба. Чест ми што сме избрани за пар, 15-ти пар за пијаничко-малешевска свадба. Какви се, нешто накратко да ни кажете за вашите обичаи? Што е најглавно во рамки на една свадбена? Па најглавно да ги почувствуваме адетите на малешевијата. И ќе ми биде гордост и чест да ја носам носијата, пошто се ја носили нашите баби, прабаби. Ајде да кажеме нешто повеќе за самиот настан, што предвиди во годината. Делчево фест 2021 година е сублимат од повеќе настани со меѓународен музички и фолклорен фестивал и придружна манифестација 15-та јубилејна пијаничко-малешевска свадба во функција на туристичка понуда на регионот. Делчево фест е 45-то издание. Оваа година имаме голем јубилеј и ние како организатори културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, покровител општина Делчево градоначалникот и соседните општини Пехчево и Берово, поддржувачи Министерство за култура на Република Северна Македонија. Комплетно како организатори културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево со организациониот одбор, ние со подготовките веќе привршуваме при крај. Влезени сме во печатница, ги печатиме поканите, плакатите и сите пропагандни материјали за овогодинешниот настан. Оваа година ќе имаме отварање на манифестацијата во петок на 3 септември. Прв на младоженците ќе им честита градоначалникот на општина Делчево, потоа на летната сцена во 19:30 часот на 3 септември во петок ќе се одржи интернационалниот меѓународен музички и фолклорен фестивал, на кој оваа година ќе имаме повеќе промоции од страна на естрадни уметници и од страна на културно-уметнички друштва. Овој пат ќе настапи и културно-уметничкото друштво Ансамбл за народни песни и ора Кочорацина од Скопје, ансамблот за народни песни ора од Тоска од Штип, потоа ќе настапи Злеовски бисери од Радовиш. Домаќинот културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево ќе направи промоција на 2 нови кореографии од нашиот крај, од Делчевскиот пијанечкиот крај. Тоа се Делчевско ситно и Делчевска китка. Ќе настапат и подмладокот на културно-уметничкото друштво. Очекуваме естрадните уметници Анета Кирова, Ани Тигрица, Мелиса Зијадич, Александар Темелков, Горан Симевски, да ја збогатат програмата на Делчево фест 2022. На самата сцена новитети оваа година ќе имаме во петок, ќе ги имаме традиционално пречек на тапаните од страна на младоженецот, деверите, стариот побратим и членовите на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. Потоа ќе имаме промоција на младоженците на летната сцена. Фолклорната група Гердан од село Русиново ќе го прикаже обичајот редење и китење на невестата на летната сцена, за да можат сите присутни да го видат. И потоа се договоривме со нашите пријатели од ансамблот за народни песни Јора Злеовски бисери од Радовиш, да го прикажат обичајот блага ракија на летната сцена и уште многу други обичаи. На пијаничко-малешевската свадба има зацртано изучување на народни песни и ора од пијаничко-малешевскиот регион. Тоа ќе биде викенд работилници и многу други семинари и работилници
предвидени оваа година на Делчево Фест 2022 година. Се надевам дека ќе имаме после ова затише што беше со коронавирусот, ќе имаме публика која тие во мемуарите го имаат запишано Делчево Фест и Пијаничко-Малишевската свадба со дефиле, со венчавање на невестата и младоженицот во црква и сите обичаи, ќе опфанеме некаде околу 30 обичаи, бидејќи во Пијаничко-Малишевскиот регион од село во село или од мало во мало обичаите се различни. Во сабота на 4 ќе Пијаничко-Малишевската свадба како придружна манифестација ќе се одвива во село Русиново, Беровско. Таму покровител е градоначалникот на општина Берово, младожениците и невестата, делегација на високи представници ќе имаат прием кај градоначалникот на Берово, ќе се спроведуваат адетите, ќе се оди по невестата, ќе има венчавање во црквата во село Русиново и потоа следува свадбен ручек на стар автентичен начин. Еве, од мене сакам да ги поканам сите кои се заинтересирани дека ние како организатори овој пат ќе се потрудиме да направиме нешто убаво, а публиката секогаш верно нека повели.